Гласа 65 пратеnika, сите гласаа за, нема против и нема поддржани. Констатој се победнието цактој провозим пред 19. Препораките и мерките предвидени со развојната секторска стратегија за правосудство, реформската агенда, препораките од ГРЕКО за дисциплинските повреди и санкциите за јавните обвинители, патоказот за владење на правото, како и извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Законска рамка се создаваат услови за поуспешно, поефикасно и потранспарентно функционирање на јавното обвинителство, како клучна институција во системот на владење на правото и борбата против криминалот и корупцијата. Зошто беше потребна оваа реформа? Затоа што со години се надоложуваат слабости, недоволна отчетност, нејасни критериуми за унапредување, недовршено во дисциплинските механизми, бавни истраги и сумнежи на влијание. Позитивно мислење за предложените закони со неколку препораки кои беа прифатени и имплементирани во финалниот текст. Донесување на овој предлог закон е од круцијално значење за исполнување на два чекори од реформската агенда во областа на владење на правото. Со новиот закон поведуваме јасен мерит систем за избор, унапредување и оценување на обвинителите. За решенија со кои се подобрува функционирањето на обвинителството, меѓу кои се зајакнување на истражните центри и можност за формирање нови со цел поефикасни истраги и подобра координација со полицијата и другите институции, поведување мерит систем и јасни критериуми за избор на раководители на одделенија, утврдување рокови за донесување на годишен распоред за работа и подобра организација на предметите, регулирање на надзорот над работата на обвинителствата преку редовен и погледен надзор за законитоста и навременоста на постапувањето, зајакнувањето на транспарентноста на постапката за избор на јавниот обвинител на Република Македонија, преку јавна седница на Советот на јавни обвинители, презентација на програмата на кандидатите, јавно објавување на биографиите и програмите на кандидатите пред седницата. Со ова се обезбедува поголема јавна доверба и отчетност во изборниот процес. Се воведува појасна, пообјективна и поефикасна дисциплинска постапка. Се врши градација на дисциплинските повреди со одветни мерки во зависност од сериозноста и последиците од повредата. Дисциплинската комисија мора да ја заврши постапката во рок од 6 месеци, односно од 9 месеци во посложени случаи. Не може да доведе до реформи. Вие само правите некаква компилација од претходни решенија. До вистински реформи мораме пред јавност да видиме многу јасни. Можеме да стигнеме само со промена на устав. Вие во овој момент имате таква можност кој тоа може да се направи. Затоа што исклучително е важно да ја постигне на уставна категорија независноста на јавното обвинителство, а тоа може да го направиме ако е одредено собрание со квалификовано мнозинство, избираме јавниот обвинител на таков начин да разрешува. Улогата на Советот на јавни обвинители, која повеќе станува декларативна и при зголемување на улогата на државниот јавен обвинител, кој го организира надзорот, презема предмети, донесува правилници, носи финансиски одлуки, практично станува поголема и поширока. Ајде да почнеме коректно. Се бара повторно да разпише област, но не е така при разрешувањето на јавниот обвинител. И овде ќе видите клучен е зборот на владата, затоа што владата или премиерот го има главниот збор овде во собранието и за избор, за жал со своето мнозинство и за разрешување на јавниот обвинител. Имате опомена од Венецијанска комисија дека не треба да ставате во услов за разрешување два пати лоша оценка на јавниот обвинител. Без потоа да имате одлука во која ќе дефинирате, ако веќе сте решили да сте го ставили во законот за јавно обвинителство, без да потенцирате дека тоа е јавен обвинител, од кои причини вие да ги наведете, не вие лично, јавно мислам, владата пред собранието, зошто некој не е во состојба да
да ја врши својата функција, или останатите јавни обвинители исто така кои се разрешуваат после дисциплинска постапка, зошто со двете оценувања, практично двете оценувања за нив се однесуваат, зошто тој јавен обвинител не е успешно да врши својата функција или дали на вистина тој не сака да си ја врши функцијата.